Хелсиншкиот комитет за човекови права го објави октомврискиот извештај. Според него, жените работнички се повеќе погодени од здравствената и работничката криза предизвикана од COVID-19 и се подносители на повеќе од 60% од пријавите за прекршување на работничките права. Во периодот од 10 март до 15 мај до комитетот биле пријавени 152 случаи на повреда на правата од работен однос, кои ги засегаат околу 2500 работници. Веднаш по прогласувањето на воредната состојба од Хелсиншкиот комитет за човекови права велат дека биле сведоци на груби прекршувања на работничките права, чиј број секојдневно се зголемува. Хелсиншкиот комитет за време на кризната состојба непрекинато продолжи да им обезбедува бесплатна правна помош на сите работници. Работодавачите веднаш започнаа со масовни отпуштања за работниците, односно откажување на нивните договори за вработување, а до нашата организација беа пријавени 37 такви случаи кои се однесуваа на приближно 450 работници. Намалениот обем на работа беше причина некои од работодавачите, без воопшто да ги известат работниците, да им ги откажат договорите за вработување од деловни причини. По неколку случаи на работниците им беше само устно соопштено да не доаѓаат на работа, без да им биде доставен писмен отказ. Онамо каде можеа, работодавачите влијае врз работниците да потпишат спогодби за раскинување на нивните договори. На некои од нив договорите им беа раскинати со фалсификување или искористување на нивните потписи, претходно ставени на бланко листови. Недоброволно, 321 работник во 35 случаи потпишаа спогодби за прекин на својот работен однос. На овој начин им беше оневозможен било каков пристап до заштитен механизам, се вели во извештајот од Хелсиншкиот комитет. Потешкотиите во работењето, особено во секторите на угостителството, туризмот, производството на облека и обувки, трговија и слично, беа причина платите на илјадници работници да им бидат намалени, а на некои од нив воопшто и да не им бидат исплатени. Само во комитетот беа регистрирани 24 вакви случаи кои опфати околу 700 работници.